На риба и вино во Дојран. Ова е пораката што дојранчани ја упатија до гостите каде викендов се одржува фестивалот на рибата и виното, преточено со музика. Риба на трска, риба на скара, пушен крав, специјалитети од лињак, црвено перка, беа само дел од рецептите кои угостителите ги сметат како адут за повеќе гости. Во Дојран рибата е најубава, спремена и највкусна е. Нашето езеро е посебно погодно за риби. Бидејќи самиот Дојран е познат по рибата, самото езеро е најбогато со риба во Европа, така да нема дилема зошто се проба и зошто се дојде до Дојран на риба. Специјално доаѓаат и од Грција и од Бугарија за риба во Дојран. Кој пробал специјалитетот риба во Дојран, повторно ќе се врати во ова туристичко место, коментираа гостите кои ги имаше и од земјава, но и од странство. Сега пробвахме и сега сме си запазили даже това, което вие на вас специалитета. Пробав и сега го нарачав токму вашиот специјалитет, риба на трска. Вкусен беше, но сега ќе го конзумираме. Тие што имат пробано и на скара, и во видна, печени, пржени, секако вид значи на спремање, тие веќе нема да размислуваат. Дека Дојран има одлични рецепти, признаа и уметниците Владко Стефановски и Владко Лозановски. Лозановски призна дека омилен му е дојранскиот крап. Рибата, нормално. Рибата дека е најдобра тука во Дојран. Мислам како помал крапчиња дека јадевме тука, така да не сгрешам некоја друга риба која што е тука позната во Дојран. Фестивалот на рибата и виното во Дојран ќе трае до утре вечер и има за цел да ја зголеми туристичката понуда, но и да се презентираат кулинарските вештини на дојранските угостители. Со ова ги промовираме нашите кулинарски способности, нашите кулинарски специјалитети. Едноставно луѓето кои што немаат пробано сега во овој момент од нашите угостителски објекти кои што имаат поставено штандови можат да ги вкусат. Денове речиси сите сместувачки капацитети во Дојран се исполнети. Општинските власти веруваат дека и оваа летна сезона ќе има околу 150.000 ноќевања.